Уште 5 досиеа на кардиолошки пациенти се доставени до Фондот за здравство со сомнеж дека им биле правени непотребни интервенции во приватни болници. Предходните 8 случаи се разгледани од стручната комисија формирана од Министерството. Министерот истакна дека нема да се даваат деломни информации, туку ќе излезат со конечен извештај дали и какви злоупотреби се правеле. Домашната комисија вчера имаше состанок, заврши со 8 наоди случаи што ги имаме. Имаме уште 5 други, ќе продолжат во вторник. Надворешната комисија ќе дојде тогаш кога ние ќе бидеме спремни за да може да продолжиме. Договорени ли се тие доктори? Не се правно договорени заради законските пречки, вака се договорени. Тоа ќе биде после изборите потпишување на договорот со нив. За наводите изнесени од кардиологот Сашко Кедев, кој кажа дека во приватни болници на пациенти им биле правени интервенции на срце без медицинска оправданост. Премиерот рече дека кога нешто доаѓа од светски експерт, мора да има позадина. Целосно ќе се проверат сите индиции и ќе има одговорност. Моето мислење за академикот Кедев и неговите констатации е прилично голема индикација за да врвна индикација за да се превземе веднаш нешто и да се открие што е правено и дали е правено. И сите индиции кои што беа изнесени да се проверат целосно, затоа што кога еден човек, таков светски стручнак, тоа го кажува, тука мора да има позадина и мора да ја откриеме таа позадина. Премиерот најави интегрирање на државните клиники за кардиологија и кардиохирургија во Национален кардиоваскуларен центар, кој е во подготовка, а ќе се реализира после изборите. Во меѓувреме недостигот на анестезиолози на државната кардиохирургија, каде имаат само 2 вакви специјалисти, ќе се дополнува со доктори од регионот, за да се зголеми бројот на операции. Со напорите на Министерството за здравство потпишани се меморандуми за соработка со клиники од околината, од соседните држави и се чека нивно ефектуирање во најскоро време. На државната кардиохирургија денеска беше промовирано надградувањето на хибридната сала, единствена од таков тип во регионот. Александар Динев, Сител телевизија.